Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Основни и суштински информации за Ахмадијатот. Оваа книга ја напишал Хаџијата Уллах Халеем. हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे. Завештание. Според овие објави на предскажување, целата Ахмадија заедница, шокирана поради загубата на својот основач и соочена со сите облици на напади од своите противници, била сведок на првото објавување на ветената и вечна втора Божја манифестација на 27. мај 1908 година при изборот на Хазрети Маулави Нурудин за халифатул Месих I, првиот наследник на ветениот Месија алейхи селам. Затоа 27. мај се памети и секогаш ќе биде ден за паметење во историјата на Ахмадија движењето во исламот. Како што е ветено дека втората Божја манифестација ќе остане за секогаш со нас, верните и оддани следбеници на ветениот Месија алейхи селам и покрај страдањата му останале доследни на овој принцип кој го воспоставил ветениот Месија алейхи селам и за халифатул Месих II го избрале Хазрети Мирза Башир Уддин Махмуд Ахмад за втор наследник на ветениот Месија алейхи селам, кога Хазрети Маулви Нурудин халифатул Месих I умрел на 13. мај 1914 година. Фактот, кој ниту противниците во своите говори не можеле да го прекинат, е напредокот на заедницата под халифатот на Хазрети Мирза Башир Уддин Махмуд Ахмад, халифатул Месих II. Благодарност на Аллах Джелешануху, што на оваа Божја заедница и овозможил по трет пат да ја види Божјата манифестација после смртта на Хазрети Мирза Башир Уддин Махмуд Ахмад, кога за халифатул Месих III е избран Хазрети Мирза Насир Ахмад. Тој на тоа угледно место останал 17 години. Халифатул Месих III умрел на 8 јуни 1982 година и после него Ахмадија джемаатот по четврти пат бил сведок на манифестацијата на Божјата моќ, кога за четврти наследник на ветениот Месија и Мехдија алейхи селам е избран Хазрети Мирза Тахир Ахмад на 10 јуни 1982 година. Под негово водство заедницата покажала свежи знаци на цврстина и сила. После смртта на Хазрети Мирза Тахир Ахмад на 22 април 2003 година за халифатул Месих IV е избран Мирза Масрур Ахмад. Тој е сегашен халифа на Ахмадија джемаатот. Аллах Джелешануху нека му биде помошник во секоја негова работа на патот на ширењето на исламот. Благодарение на милоста на милостивиот Бог, пред очите на противниците, Ахмадија заедницата без престанок продолжува да ги прима благословите на халифатот и не е далеку денот кога оние кои тврдеа дека немаат љубов кон ветениот Месија алейхи селам во своите срца ќе ја сватат својата непромисленост и ќе ни се придружат заедно да ја поделиме наградата која им е ветена на оние кои се докажуваат, односно оние кои веруваат и прават добри дела, иншалах. Халифатот е честна доверба. Во поглед на именувањето на статусот халифа, исламот не учи дека халифа не се станува преку наследување. Тоа всушност е честна доверба и исламот нас не учи за тоа дека халифата треба да се бира врз основа на гласање на луѓето, а целиот тој процес да го надгледува Аллах Джелешануху и он луѓето ги упатува на патот на кој нивната одлука и избор треба да бидат во согласност со неговата Божјата волја. Тоа значи дека халифата се одредува преку избори и дека тие избори навистина се спроведени преку Божјата волја. Од тие причини, поставувањето на халифа му се препишува на Аллах Джелешануху. Аллах Джелешануху вели дека он е тој кој го поставува халифата. Халифатот е деликатна духовна институција, што на обичниот човек може да му биде тешко да ја процени. И вистина е дека, додека од една страна халифата на изборот го бираат верници, од друга страна
Именувањето на халифата е поврзано со Божјата волја. Тајната нит на Божјата волја влегува во срцето на верниците и ги насочува кон оној кој е Божји избраник. А тогаш, кога халифата е избран, како исполнување на Божјата одредба, исламот од верниците бара да му покажат полна покорност, а тој треба да ги консултира верниците за сите важни прашања, иако не е обврзан да ги послуша советите, туку ако смета дека нешто е под знак прашалник, може да не го прифати советот и да донесе собствена одлука, без оглед на тоа што од него се бара да се консултира со верниците и да се запознае со нивните мислења. मेरे इश्क से आशिक दिल को मेरे उशाक का पैमाना बना दे. Халифата не е обврзан да прифати совет. Халифата може, но не е обврзан да прифати совет или предлог од луѓето. Причина за тоа е што тој, како личност, чија положба има духовен карактер, во се потпира и се надева на Божјата помош. Доколку тој се потпре и врзе за советите на луѓето, тогаш тавакал, односно довербата која лично ја ужива од Бога, ќе исчезне како чадот во воздухот. Поради тоа, чесниот Куран го спомнува тавакал или довербата кај Бог, како да е спротивно на консултациите. Демократија, диктатура и халифат. Халифатот е извонредна и неспоредлива институција, која во современото и конституционално изразување не може да се опише како потполно согласување со демократијата, ниту пак може да се спореди со денешниот поим за диктатура. Тој е друг вид на организација, некаде помеѓу овие две. Тоа не е демократија во која се бира претседател на одредено време, бидејќи во исламот халифата не се бира за одреден временски период, туку за време на целиот живот. Друго, во демократски уредените земји, претседателот за многу нешта е поврзан со мислењето на луѓето, додека во исламот халифата треба да се консултира со луѓето, но не е обврзан да постапува по нивните предлози и совети. Тој може, поради јавниот интерес, да го одбие таквиот совет и да постапи независно од тоа. Халифатот исто така се разликува од диктатурата во прв ред, затоа што диктатурата нема временски ограничени прашања. Диктаторот може да има моќ, но и не мора за само одреден временски период. Друго, диктаторот има моќ над се. Например, во случај на потреба, тој може да се отповика од постоечкиот закон и да наметне нов, а во случајот на халифатот, моќта на халифата во секој поглед е ограничена со исламски закон, шеријатот и упатствата на пратеникот, на кој му се покорува. Понатаму, диктаторот не е обврзан да се консултира со луѓето, а халифата сака да разговара и да се консултира со верниците, да има контакт со нив и да го знае нивното мислење. Накратко, халифатот е извонреден редок поредок, кој духовно е поблизок до демократијата, а од надвор е поблизок до диктатурата. Меѓутоа, основната разлика која го одделува халифатот од другите конституциони облици во светот е неговиот духовен карактер. Халифата не е само администрацијонен поглавар, туку е и наследник на пратениковата заедница. Тој треба да им биде пример на луѓето. Неговите дела се пример кој останатите треба да го следат. Организациона структура на џемаатот. Што се однесува до организационата структура на Ахмадија џемаатот, треба секогаш да се има на ум дека Ахмадија движењето е основано според Божите упатства на принцип на пратеништво и неговата организациона структура всушност е онаква каква што е структурата на организацијата на заедниците основани од Аллах Џелешануху. Кога Аллах Џелешануху преку пратеник втемели некое движење, он преку поставување на халифа после пратеникот го дарува со напредок и тоа толку долго колку што он смета дека треба. Посебна карактеристика на тие халифи
е што тие во своите потфати, работи и обврски многу повеќе се свртени кон Божите упатства и помош од поддршката кои тие можат да ја добијат од луѓето. Значи халифата е постојана и средишна точка, или подобро кажано, темел на организационата структура на джемаатот. Се разбира со ограничувањето кое се однесува на тоа дека неговата работа се бира на шеријатот, на упатствата и суннетот на пратеникот кој следува. Тој потполно ја поседува власта. Второ е Садр Ангјуман Ахмадија, Централна Ахмадија асоциација, која ги извршува сите работи на джемаатот под водство на халифата на тоа време, кој тогаш е начело на джемаатот. Членовите на оваа асоциација се во врвот на разни одделенија и се нарекуваат назир. Меѓутоа, членови може да одреди и халифата и тие во тој случај не мора да бидат од врвот, односно од раководствата на било кое одделение. Во сегашната организација на джемаатот се поставени следните низарати, одделенија. Низарат Алла, главен раководител на сите одделенија. Низарат Ислах Оиршат, одделение за поправки и управување. Низарат Таалим, одделение за образование. Низарат Талиф Отаснив, одделение за литература и печат. Низарат Зијафат, одделение за гостопримство. Низарат Бахишти Макбара, одделение за спроведување на завештанието. Низарат Ихаријах, одделение за надворешни работи. Низарат Умур и Амах, одделение за општи работи. Низарат Бајтул Мал, одделение за финансии. Низарат Њу Мубаин, одделение за нови членови. Низарат Раштаната, одделение за склучување на бракови. Низарат Талим Ул Куран, одделение за учење на Куранот. Низарат Зираа, одделение за агрокултура. Сите овие низарати и припаѓаат на Садр Ангјуман Ахмадија, Централна Ахмадија асоциација и представуваат неизин неделлив дел. Трето е Миџлис, Мишаверет, советодавен совет на движењето. Советот нормално се свикува еднаш годишно и му дава предлози и совети на халифата за прашањата кои му се доверени. Него го сочинуваат представници од сите делови на движењето во земјата и странство. Халифатул Месих лично преседава со состаноците на овој совет, освен во ретки ситуации кога на дневен ред е тема која лично се однесува на Халифатул Месих. Советот исто така расправа за годишниот буџет на движењето и дава своји предлози во врска со тоа. Откако Халифатул Месих со уводен збор го отвори состанокот на Советот, се состануваат комисии кои детално ги разгледуваат сите точки од дневниот ред и потоа своите извештаи ги даваат на разгледување и на дискусија на Советот. Во овие дискусии многу важна е проценката на моралните и духовните вредности. Халифатул Месих дава кратко резиме и го изнесува своето мислење како заклучок на дискутијата за секоја точка од дневниот ред. Советот предлага, односно нуди совети, а Халифатул Месих ја објавува својата одлука на крајот на секоја дискусија и анализа. Но понекогаш некоја одлука се пролонгира за следниот состанок. Халифата воглавно ги прифаќа советите кои ги предлага мнозинството од советот, но доколку тој совет или предлог е во спротивност со веќе утврдените принципи кои се обврзувачки, тој ги одбива или најавува нивно усвојување во преуредена форма и на таквата одлука во принцип никој нема право на приговор. Доколку халифата не е во состојба да присуствува на овие седници, тој одредува некој за свој заменик. Предлозите од седницата му се упатуваат на халифата и понатамошната постапка е иста. Четврто е локални ангјуманс, джемаати, кои се организирани во секое место или град каде што постои Ахмадија джемаатот. Овие ангјуманс, джемаати, се административен дел од организационата структура на Садр Ангјуман Ахмадија, Централна Ахмадија асоциација. Тие исто така бираат своји представници за советодавниот совет. परवाना बना दे
परवाना बना दे। Денес го завршивме четвртиот дел од книгата Основни и суштински информации за Ахмадијатот. Еселаму алейкум.